Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеца Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радио програма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радио програма Пеце Вртковски. Да ги проследиме соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Во чест на најголемиот христијански празник, Христовото воскресение, празникот Великден. Како и секоја година, така и ова, почнуваме со осветување на домовите по населбите. И тоа, понеделник и вторник, 12 и 13 март, во Чарлстеон и Кахајба. Среда, четврток и петок, Котара, Адамстеон и Адамстеон Хајтс. За другите населби ќе најавиме во наредната програма. Да најавиме дека нашата македонска заедница овде од Ньюкасел се поканети на фестивалот во Хамилтон и тоа утре недела, 11 март, ова година се почнува во 10 сатот сабањето, а парадата ќе почне во 1 сатот. Нашата игрорна група Стив Наумов, под раководство на кореографот Добре Колевски, ќе настапи со сплетови во 12 сатот. После тоа ќе има маса со наши македонски специјалитети, јадења, како тавче, гравче, кебапи и други јадења. Генерален митинг. Ќе се одржи генерален митинг во нашата македонска сала со почеток во 1 сатот после ручек и тоа во сабота на 24 март. Да најавиме дека овој митинг е само за мембери кои се и кои можат да бидат мембери, кои сакат да бидат мембери до 24 март, да можат да присуствува на овој митинг. Исто така нашата заедница овде од Ньюкастел организираат игранка по повод големиот празник Великден во нашата македонска сала и тоа во недела на 8 април. За повеќе информации ќе најавиме во наредната програма. А сега да продолжиме со најновите вести од Македонија. Во Сиднеј му се вклучија повеќе од 30.000 македонци. На овој грандиозен настан австралиската химна ја испеа Милица Кипровска, македонската химна ја испеа Благојче Петров, а абориџанскиот благослов за одржување на настанот на австралиско тло го даде македонскиот зет, абориџанецот Брет Гробон. Пред присутните говореа Джошуа Шемен, Жаклина Михајлова, Игор Марковски, Душан Ристевски и Крис Карамфиловски. Во обраќањето беше истакнато дека македонските основни човекови права се загрозени. Не треба и не смее светот да ги затвора очите пред геноцидот врз македонскиот народ кој трае од 1912 година до денес. Така наречената македонска влада нема мандат за да си разговара и преговара за името на Македонија, да ја мени во историјата на Македонија, да го омаловажува и безвредува македонскиот јазик,
беше истакнато на протестот. Затоа од македонските политичари се бара безусловно да се прекинат разговорите и преговорите за името на државата, да се отфрли законот за употреба на јазиците со кој што се редефинира унитарноста и државноста на Македонија, да се ослободат од затвор и притвор и од гонење осудените од случувањата на 27. април 2017 година, да се укине притворот на Едмон Темелко, градоначелник на општина Пустес. Македонците од Австралија побараа македонските епископи да го повлечат барањето за прифаќање на бугарската црква за мајка црква, затоа тоа и не е канинско и антиисториско. Ученикот Игор Марковски во својот говор се праша: зарем постојат татковци мајки во македонската влада и парламент кои сакат нивните деца да бидат живи духови, жив пепел, прашина која треба лесно да ја избришат? Зарем постојат некои други татковци мајки кои што кројат политика во Европа и во Европската унија, во НАТО, во соседните држави, кои со своите постапки покажуваат дека е доблесно да се краде? Да, токму така, сите оние кои разговарат, преговарат и се токма да и го сменат името на мојата родна Македонија, за мене се кратци, како утре ќе живеат нивните деца, кога е видливо дури и за едно дете како мене, дека сите сакаат бесправно и бесрамно да се накитат со македонски пердуви. На протестот беше истакнато дека ако се избрише Македонија од светската карта, светот ќе биде посиромашен и физички и духовно за една грандиозна големина. Ако се избрише Македонија од светската карта, и за малцинствата во неја ќе биде многу лошо. Ако се избрише Македонија од светската карта и нашите грлата, соседи ќе изгубат многу. Зашто ова што нам ни се случува денес, утре ќе стане нивна стварност? Ние, македонците во Австралија, ќе ги користиме сите дозволиви средства, секогаш, секаде и пред секого, за одбрана на името на државата и идентитетот на нацијата. Протестот се одржа достоинствено и горди сме дека сме честни македонци, кои си ги ценат македонските корени и го носат светиот македонски код во гените. По протестот, во своите извештаи, Сиднеската полиција изјави: ова е најголемиот протест одржан досега, на кој учествуваат преку 30.000 луѓе, да се живи и здрави македонци и Македонија да е вечна. Македонците низ цел свет се кренаа во заштита на уставното и исконското име на Македонија. Како што се вжештува атмосферата околу можното решавање на деценскиот спор за името и оптимизмот кој владее во јавноста, а поголемиот протест на грчка страна, македонците од диаспората организираат низа протести против промената на уставното име на нашата држава. Еве како изгледаше дел од атмосферата на се македонските протести ширум светот. Во Вашингтон, над 500 македонски селеници излегува на протест за прекин на преговорите за името и демонстрира по националното шеталиште во Вашингтон. Протестот под името мотото "Ние сме Македонија", We are Macedonian, како што наведе ова глобално непартиско движење, а чии координатор е Обединетата македонска диаспора, има цел да се покаже гласност за одбрана на името на државата и идентитетот на нацијата, но и повик до актуелната американска администрација да ја подобри политиката кон Македонија. Протестот започна точно на пладне по локално време во Вашингтон. Собирно место беше на националното шеталиште меѓу улиците Джеферсон и Медисон, недалеку од Конгресот. Присутните носеа македонски народни обележја, за да ја изразат, како што велат, македонската посебност, вклучувајќи го и 16 зрачното златно сонце од кутлеш и златно жолтниот двопаш, лав со круна на глава на црвена основа. Лични протести со мотото "Ние сме Македонија" имаше во Њу Јорк, Чикаго, Торонто и Детройт. Претходно и Светскиот македонски конгрес ги осуди сите обиди за промена на државното име Македонија и на македонскиот идентитет. Името и идентитетот не се предмет на распродажба, трговија и преговори и македонскиот народ никогаш нема да се согласи тие да бидат променети, обелоденија од СМК. Оттаму повика дека
Името Македонија е наследство од нашите предци и света обврска и должност е Македонија да им ја оставиме на идните генерации со истото име и македонскиот идентитет што ние сме ги наследиле. Од друга страна, заедницата на иселениците, форумот на Демократската Македонија, ја поздрави и иницијативата за решавање на проблемот со името, што е главна пречка за интеграција во Европската унија и НАТО структурите. Неодамнешната посета на медијаторот Метју Нимиц на Македонија, како и неодамнешната средба на премиерот Зоран Заев со неговиот грчки колега Алексис Ципрас во Давос, се силен импулс за конструктивни разговори кои би воделе кон достоинство и прифатливо решение на овој повеќе децениски спор, коментира од оваа организација на македонски диселенци, пренесува гласот на Америка. Во Шведска, неколку стотици македонци од Шведска излегоа на протестот против промена на името на Република Македонија. А сега, почитувани слушатели, одиме со вашите желби и честитки. Со песната Гледај што стори сега, на нашата многу сакана и поштована мајка и баба Ваница Белевска, со наискрени желби и честитки од се срце и го честитаме 70-тиот роден ден, исто и посакуваме многу здравие, голема стреќа и весела иднина во придружба на сите нејзини најмили и најсакани. Овие се убави желби посакани од ќерките Снежа со Дајвет и милите внучиња Лука и Сачи Бенел, ќерката Ане со Евен и милите внучиња Наталија, Зајвија и Микел Бакстен, и ќерката Мери со Рич и саканите многу внучина Лио и Татјана Хајнц.
со песната Отвори бело ленче вратниче. На поштованата сестра Золва, тетка и баба Ваница Белевска, со наискрени желби и честитки, и го честитаме 70-тиот роден ден, воедно и посакуваме стрејкна весела и длабока старост, заедно со незините мили и блиски. Овие се убави од сестрце желби посакани од браќата Пеце и Гоце со фамилиите Вртковски и саканите сестри Славка и Елена со нивните фамилии Недановски од Сидне и Марковски од убава прекрасна Македонија. Otvori mi belo venče vrata, amar portata. Da ti vidam belo venče lice to, amar lice to. Milo bile da stanam, da ti otvoram. Legnala mi stara majkana, pustan aman zastala. Fustan aman zastara. Sebi si belo venče nožici, aman makazi. Pa preseći belo venče pustano, aman pustano. Preseći belo lenče pustano, aman pustano. На
поштованата братучеда и сна Ваница Белевска со наискрени желби и честитки и го честитаме 70-тиот роден ден, како и многу здравје, весела иднина со незините најсакани и најмили. И уште многу да си дочека роден дени со сите своји роднини пријатели. Сите убави честитки се посакани од братучедот Димче и сната Славица со цела фамилија Лозановски. Во истата честитка желби посакуваат и Бранко и Радка Јовановски со фамилијата од Волонго и Трајчи Елица Вртковски со фамилијата од Сидне. Одиме за сите битолчани. Со песната Среќен роден ден на многу саканата ќерка Оливија Грајс Броган и го честитаме 6-тиот роден ден, воедно и посакуваме здравје и весели дечки години со сите најмили. Овие се убави честитки испратени од тато Пол, мама Диана и милите сестрички Ајви и Лили Броган. Salkam da te podsjećam, neka ne zaboravim.
Со песната Среќен роден ден на нашата многу сакана и мила внука и братучеда Оливија Грајс Броган и го честитаме 6-тиот роден ден. Исто и посакуваме среќни весели дечки години со сите најблиски. Тоа се желбе од дедо Димче, баба Славица, вујче Дени, вујна Џули и саканите братучеди Ноах, Миранда и Кона, сите Лозановски. Со песната Роден ден ми е денот, гости многу сакам. На милата префнука Оливија Грајс Броган од се срце го честитаме 6-тиот роден ден, исто така и посакуваме добро здравје, голема среќа и безгрижно детство во кругот на сите најблиски. Тоа се убави честитки испратени од предедото Крсте, пребабата Стребра и дедо Драги Шавкуловски. Денес ми е роден ден, гости многу сакам. Ако некој не дојде, ќе ми биде мака. Денес ми е роден ден, гости многу сакам.
со песната Среќен роден ден. На Емет Ачески му го честитаме 12-тиот роден ден и му пожелуваме добро здравје и се најубаво во неговиот живот и неговата младост и добар успех во школото и фудбалот. Сето тоа му честита дедо Трајан, баба Совка, таткото Криси, мајката Кристина и братчето Итан Ачевски. Исто така честитки испраќа и тетката Веса и тетино Џајсон Репли. Денес ми е роден ден, ајде друштво со мене ке честам јас, дискотеки, клубови, се нека се отвори, ке славиме до 3. Денес ми е роден ден, ајде друштво со мене ке честам јас, дискотеки, клубови, се нека се отвори, ке славиме до 3. Денес ми е роден ден, нек се пие, нек се врати се, небо, земја, сите сме. Денес ми е роден ден, нек се пие, нек се врати се, небо, земја, сите сме. Ајде овој роден ден да ми биде посебен, ке честам јас, happy birthday запеј ми, ај со мене наздрави, ке пиеме до 3. Ајде овој роден ден да ми биде посебен, ке честам јас, happy birthday запеј ми, ај со мене наздрави, ке пиеме до 3. Денес ми е роден ден, нек се пие, нек се врати се, небо, земја, сите сме. Денес ми е роден ден, нек се пие, нек се врати се, небо, земја, сите сме. Среќен роден ден! Денес ми е роден ден, нек се пие, нек се врати се, небо, земја, сите сме. Денес ми е роден ден, нек се пие, нек се врати се, небо, земја, сите сме. Почитувани слушатели, да ги проследиме уште еднаш соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Во чест на најголемиот христијански празник, Христовото воскресение, празникот Великден. Во големиот Великденски пост, како и секоја година, така и ова, почнуваме со осветување на домовите по населбите, и тоа понеделник и вторник 12 и 13 март во Чарлстеон и Кахајба. Среда, четврток и петок 14, 15 и 16 март во Котара, Адамстеон и Адамстеон Хајт. За другите населби ќе најавиме во наредната програма.
Да најавиме дека нашата македонска заедница е поканета на фестивалот во Хамилтон и тоа утре, недела, 11 март, се почнува во 10 сатот за бајлето, а парадата ќе почне во 1 сатот. Нашата игрорна група Стив Наумов ќе настапи со сплетови под раководство на хореографот Добре Колевски во 12 сатот. После тоа ќе има маса со наши македонски специјалитети јадења, како тавче, гравче, кебапи и други јадења. Да најавиме дека ќе се одржи генерален митинг во нашата македонска сала овде во Њукасл со почеток во 1 сатот после ручек во сабота на 24 март. Да најавиме дека овој митинг е само за мембери кои се или да бидат мембери до 24 март, за да може да присуствува на овој митинг. Исто така се одржува игранка за Велигден во нашата македонска сала и тоа во недела на 8 април. За повеќе информации ќе најавиме во наредната програма. Да одиме со една многу убава нова песна од Владко Миладиновски. Песната носи наслов Велат не нема. Честитки за првата награда од публиката, наградата Војо Стојановски, Велат не нема, песна што ја исполни Владко Миладиновски. Вечни векови во убав веќе
песни гордо пееме. А сега да продолжиме со најновите вести. Како што рековме, македонците од диаспората излегува во градот Малме да ја поддржат иницијативата Ние сме Македонија. Во Австралија, македонските австралијанци излегува на протести низ улиците во Перт, Мелбурн, Брисбан и Сиднеј. Протестот беше одржан во знак за поддршка и промовирање на нивните национални интереси, човекови права, и право за самоопределување. Организаторите тврдат дека на сите протести се појавиле над 70.000 македонци. Според последниот попис, таму живеат околу 100.000 австралијанци со македонско потекло. За протестите во Сиднеј објавија и влијателниот Daily Mail, кој пишува дека 30.000 македонци протестира во Сиднеј, 10.000 повеќе од очекувањата на организаторите кои очекувале околу 20.000. За денес повторно најавени протести и во Македонија и во диаспората. Во организација на движењето Нашето име е наше право. Денеска на плоштадот Македонија во Скопје во 13 часот ќе се одржи протестен собир. Според организаторите протестот ќе биде против промена на името на Република Македонија и за прекин на разговорите со Грција. Собирот се одржува во ист ден заедно со протестите на македонци од диаспората во 14 градови во светот. Мирни протести е предвидено да се одржат и во Франкфурт, Германија, Вашингтон, САД, Мелбурн, Сиднеј, Перт и Брисбан, Австралија, Окланд, Њу Зеланд, Хаг, Холандија, Лондон, Велика Британија, Крајн, Словенија, Валета, Малта, Канали, Италија и Прага, Чешка. Македонија има на располагање 4 опции за решавање на спорот за името со Грција, изјави неодамна македонскиот премиер Зоран Заев во интервју за агенцијата Reuters. Тој изрази надеж дека Македонија ќе го реши спорот навреме за да добие препорака за почеток на преговорите со Европската унија во јуни и потврда на поканата за прием во НАТО во јули годинава. Тој предлага географска одредница во своето име, пренесе Reuters. Предлози се Република Северна Македонија, Република Горна Македонија, Република Вардарска Македонија, Република Македонија Скопје. Македонија под уставното име ја имат признаето 137 држави, вклучувајќи ги и САД. Спорот за името е речиси колку и независноста на Македонија. Според последната анкета на гласот на Америка на македонски, на прашањето дали протестите може да влијат врз преговорите за името, 17% одговориле дека може да помогнат во преговорите, 20% сметат дека ќе ги блокираат преговорите и дури 62% велат дека немат никакво влијание врз преговорите. Врз основа на сложено ерга, омнес име, може да се најде достоинствено, заемно, прифатливо и одржливо решение на прашањето за името, а потребна волја и од двете страни, вели потпаролот на грчката влада Димитрис Санакополус. На последниот редовен брифинг со новинарите, Санакополус уште еднаш ги повтори грчките позиции во разговорите за името. Потребно ни е едно сложено име, кое ќе биде за сите употреби и ќе важи за сите, изјави Саконополус. После ваквите преговори светот се крена на нозе. Македонците од цел свет упатува пораки против уставното и исконското име на Македонија. Говор на Игор Марковски од протестот во Сиднеј. Почитувани мои македонци, денеска кога пред мене гледам море од македонски бои, црвена и жолта, јас, како 14 годишно дете, се прашувам, зошто некој сака да ми го смени името, да ме обезличи, да ме помножи со нула. Зарем постојат татковци мајки во македонската влада и парламент, кои сакаат нивните деца да бидат живи духови, жив пепел, прашина која треба лесно да ја избришат. Зарем постојат некои други татковци мајки кои што кројат политика во Европа и во Европската унија, во НАТО, во соседните држави, кои со своите постапки покажуваат дека доблесно да се краде,
Да, токму така, сите оние кои преговарат и се токма да го сменат името на мојата родна Македонија, за мене се кратци. Како утре ќе живеат нивните деца кога е видливо дури и за едно дете како мене, дека сите сакаат бесправно и бесрамно да се накитат со македонски пердуви. Мојата учителка по македонски јазик и култура ме учеше дека мојата Македонија е како јаболкото на Адам и Ева, јаболко од кој сите сакаат да загризат парче. Во минатото им успевало на моќните тоа да го направат. Ама денеска во 21. век, обединетите нации и светот треба да застанат на страната на правдата. Јас честно живеам и учам, честно дишам воздух, како и сите на планетава Земја. Зошто јас не можам да зборувам на мојот мајчин македонски јазик. На македонски зборувале и во Македонија, живееле и татко ми, дедо ми и неговиот дедо и уште кој знае колку мои прадедовци. Јас се викам Игор Марковски, роден сум во Македонија, корените ми се македонски, зборувам на македонски јазик. Јас сакам македонската песна и оро, мојата култура и идентитет. Тоа ми е наследството од предците и никој друг несовесен татко или мајка не сме и не може да ми го земе. Продолжуваме со други вести. Промената на уставот не значи трајна гаранција за Грција. Промената на било што во правниот систем Македонија не значи трајна гаранција за Грција, бидејќи се што се менува може да се врати назад, изјави денеска премиерот Зоран Заев, одговарајќи на новинарско прашање за барањето од Атина за промена на уставот како гаранција за евентуалното решение на спорот за името. Многу е важно да го практикуваме тоа што целиот свет го знае, а тоа е меѓународната позната пракса на решавање на вакви спорови и тогаш останува вечно. Јас сум убеден дека преку ваквите пристапи, водејќи грижа колку е тоа важно за граѓаните на Грција и на Македонија, можеме и да го најдеме решението на спорот што го имаме со Грција, рече Заев по денешното рочиште за случајот подкуп во кривичниот суд. Во однос на подпишувањето во грчки Катемерини за постигнување согласност во 3 поглавја, премиерот посочи дека е затворено прашањето со иредентизот со чекорите кои ги направи Македонија, односно со промена на имењата на автопатот во Пријателство и аеродромот во Скопје. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната програма. И на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Nahanta. This is Peter Vrtkovski.